Почитувани сограѓани, Македонија ќе се промени. Ве убедувам дека во Македонија мора и може да се живее подобро. Свесни сме дека решавањето на економските и социјалните проблеми се главните потреби на граѓаните. Најмногу од се ќе се посветиме на намалувањето на сиромаштијата и подобрувањето на стандардот на живот на секој поединец во Република Македонија, се разбира вклучително и во Кавадарци. Токму тоа и го предлагаме во новата програма. Имаме решенија кои што се јасни, мерливи и остварливи. Решавањето на економските и на социјалните проблеми е наша мисија. Нашата нова програма е реална стратегија за севкупен развој на државата. Потребите на граѓаните се во фокусот на програмата, а основата е во економската и во социјалната политика. За да ја вратиме средната класа, потребни се промени за нов почеток. Почитувани кавадарчани, ви се обраќам вам, ви говорам од срце, без пароли и без било какви заобиколувања. Го говорам она што искрено го мислам и не е важно кој на која етничка заедница припаѓа. Не е важно кој каква конфесионална припадност има. Не е важно кој на која политичка опција припаѓа. Единствено битно, важно, пресудно е во кој правец ќе продолжи Македонија да се развива во наредниот период, во наредните години, како наша заедничка татковина. Мораме да се избориме за промени, состојбите мора да ги менуваме на подобро сите заедно. Новата програма на СДСМ и Сдружената опозиција е концепцијски поставена директно да ги реализира трите столба, кои што се наша платформска и програмска ориентација. Под број 1, тоа е да ја вратиме средната класа. Вториот столб е да ја вратиме слободата. И третиот столб да инвестираме сите заедно во иднината. Подготвени сме да се соочиме со предизвиците. Имаме решенија за надминување на политичката неизвестност и на економската стагнација. Почитувани сограѓани, за секоја политичка партија која претендира да ја освои власта, од пресудно значење е програмата и концептот со кој што настапува пред гласачите, пред целиот електорат. На овие избори, исто така од пресудно значење е кој ќе биде претседател на државата во следниот 5-годишен период. На 13 април избираме претседател кој ќе ја води државата во следните 5 години. Стево Пендаровски е изборот кој нуди интегрирана и обезбедена Република Македонија. Во недела, на 13 април, почнуваат промените. Промените почнати на 13 април, предводени од Стево Пендаровски, ќе ги финишираме сите заедно на 27 април на предвремените парламентарни избори, кога сите заедно повторно ќе треба масовно да испаднеме на гласачките места.